овој човек мора да ја слушне мојата приказна. Тета-тет мора да ја слушне, тој мојата приказна. Ова ми е мојата мисија, јас сакам да му се заблагодарам лично. Да се соочиш некојаш конечно со него директно. Да го видам во очи сакам и да му кажам од дното на мојата душа колку многу го сакам и дека сиот овој порив и дека го донесов во Македонија покрај најголемото табу ги погазив и сите мои предци, баби, прабаби што и тие мислеле дека ладната вода е лоша, значи ја пуштив сета таа карма долу, нека си ојд и го донесов Вим Хоф во Македонија и тоа не ми беше поривот, ама сакав се да знет бе, да му кажам јас како што си го викам втор татко ко на мој татко, да му кажам ти ми ја излече душава и ногава и живот и многу излече. И тогаш се дешават, гледам Вим Хоф идет во Келн, Германија, и картиве негови се, пример, дели карта, голден тикет е 1000 евра, а на трибините е некој 500, иако е наиш поевтина, може за 300 до 400 евра да е наиш, или она пред време кој ќе ги продават картиве, и добро, јас си викам, детето во мене сака да шетат, јас чувствувам енергија, не ми треба да земам голден тикет, зашто ќе сум пред него и ќе е во ајсбат, мислам тука ќе се врткат со ајсбатов, тоа е разликава да речем од две карти. Си викам јас ќе земам силвер тикет и ќе со другите пари ќе шетам Германија, сакам да видам Германија. Мајка ми е родена во Германија, си викам да видам откај имам корениве да си најдам нешто и таму. И се дешава работилницава и ко заврши работилницава, тие имат момент со Вим Хоф кај што се сликаат. И тоа е ништо, се сликаш, немаш тука муабет. Да, кој муабет? Ние meet and greet. Да, толку, да. VIP пас. Јас одам и сега си ја гледам Белекзијава Силвер. Абе одам и заставам тука и го гледам него пред мене, а не можам да одам. Абе детето во мене рече, рикам тука да плачам, тешко ми е. Леле си реков што ги стегаше парите, што не плате, барем ќе го видеше. Сите мисли можни излегват. Значи, готово, тој пред мене обезбедувањето, it's not your fault, му викам, извини, this is just my emotions, му викам, прости ми, нервозна сум, збесинам. Пушти ме после тоа и му викам да ме пушти, значи, јас готово полудвам и излегвам надвор, се соочив со таа реалност, бети не е сега моментот. И во моментот се седам пред аренава и го гледам единствениот уште еден македонец што дојде на ова битисување, Бојан, најак. Бојан е мој ученик, прекрасен ученик, кој што и тој навлезе многу во Вим Хоф методот, тој имаше голден тикет. И се сретвиме, значи од 4000 души ние заврши дешавка, ние се сретвиме надвор. Јас го гледам Боки, вау, надеж, она, леле си викам, тој барем го виде Вим Хоф, се слика и се напре, не е битно ја што не бев, тој беше за мене и кефој сум. И Боки ме гледат, дојде ми вика да се сликаме заедно, жена ми ќе ме утепа, вика. Јас се превозбудив, заборав да се сликам и вика, со Вим Хоф, скроз се заборава, значи премногу енергија му иди. И си викам, види, значи, некој стигнал до него, ама не стигнал. И си викам, тоа е течение, тоа што треба да дојде, ќе дојде, прекини. Значи, и во тој момент си реков, јас не сум ништо материјално. Не сум јас едно парче хартија, не сум пари, јас сум цел универзум. Моите 5 минути ќе дојдат, јас вервам во тоа, и јас се препуштам на ова вибрација и ја живеам. И таа ќе дојде кога сум јас најспремна. Како и да е, го пуштив тоа во етеро, таа мисла си замин вид, типкава, продолж вид, слушаме музика, некоја Summer Festival беше, уствари 3 август, јас сум на 1 родена и тоа си го купив како подарок from me to me. Да си се наградам за сиве овие 9 години, сакам да се наградам и стварно да одам да го осетам човеков. Не морат бе да ти зборувам, да те осетам. Заминвиме, шетаме, се дружиме, значи това е интервал од 2 сати. Значи време помин вид. Завршиме и со Боки викаме ајде
да се направи некоја пауза, цел ден бевме 6-7 сати со ова, добро, како шодам јас, сместувањево ми е во истиот правец од Аренава нагоре, и јас секогаш одам брзо и гледам право. Не гледам, не се зверам по луѓе, не ме интересираат, мојот пат си е мој пат, си одам. И кога слушам некој глас кога ми викаат успори. Зошто брзаш? Сама си во Келси на одмор си, го славиш роден денот, 29 години и прекрасно ја завршвам една етапа, нели тинс, си викам, застани, шо се брзаш? Стигвам до раскрсницава и јас тогаш сватив дека и како сме енергетски битија. И како сме манифестатори и креатори, и како ќе правам муабет со Вим Хоф. Се вртам лево и го гледам онде вака на травана, седнат, лававо, слуша 2-3 тројца инструктори, шо впрочем ме следат на Инстаграм и ме препознават, и ме видоја шопрам таму, најсбат, си ве влегват пакви, јас се нуркам, се будалам, јас living my best life, онака, на јубото. Се вртам, го гледам и не можам да верувам. Најсветски човек сејт на земја, пред Аренава, со инструкторите, уште 2-3 фанови тука нешто му спорват, и јас почвам да се тресам цела, и не можам да верувам. Си викам, замисли, од 4000 луѓе, јас сум избраната денеска да го сретнам Вим Хоф на улица. Ова е мојот момент, ова е мојата животна мисија, цел, ова го чекав 9 години, толку спонтано, толку природно се дешават и јас се тресам и во моментот си викам, сега треба да дишиш. Сега диши, сега смири се и се смирвам, дишам тука, се припремам и застанувам и са нормално, има тука 2-3 фано и му давам предност да си се искажат. И како што видовме на сликата, можете и да ја врати сликата, вака ми ја дават раката, може да ја врати сликата, многу е јак моментот. Прво, кога ги видов тие негови плави тркизни очи, значи, ми ја дават раката и онака седевме цели, не знам, 6-7 минути, дур му раскажав јас и му викам онака, значи ме држи буквално ко кралица и тога си го видов и тој момент на ледената кралица, нели? Сега се го стварно ме држи ко кралица човеков. Таа енергија што ја носи тој, колку топлина, колку љубов, плави туркизни очи, јас му кажувам за цела моја приказна, човече се насолзвит и ми го бацвит утрено во колено. И се дери, тоа е овен, тоа е fire. И викат, can't you see? It's not a miracle. И се дери на цел глас, тоа е, знаеш каков е премоќен. И на инструкториве му се дери, гледате, му викат, уште еден пример, дека не е ова нешто нереално. И тој цел живот докажви тој. Цел живот се докажви. Цел живот се докажува, да. Уште, и тој момент јас никогаш нема да го заборавам во мојот живот, значи му ја раскажав буквално, тука кладов една етапа кај што мисијата е завршена, секоја моја мисла претходна е реалност. Се што замислив е реално и јас го манифестирав во интервал од 2 сати тука да ми излезе пред мене и јас да сум сама со него. Сите беа околу нас, ние имавме вака преблиску и ту јас ти сме далеко преблиску, седевме вака еден до друг, лице до лице и се држиме вака. Јас протона во неговата енергија, во неговите очи и видов и неговата мисија и болка и колку тој напре за овој свет и ова човештво што нажалост некој не може да го видит се уште. И ќе измислуваат и ето и ме демантираат, Косенкер, Кузнет, не знам, ајде, не сакам да отворам. Па ме демантираат луѓе што се служат со интернет причи, види, ти да изгуглаш и за Бети и Бетика, може да ти излезе свашта, а камоли за светски човек кој што сака да го скренават и да кажат како тој убивал луѓе и умирале, и умирале. Ти, јас, знаеш, викам, ти секој може да умре. Ти ако не го опреш правилно Вим Хоф методов и ту како можеш да умреш. Ти си на работ секогаш јас и сама кога ќе се истражувам, пример, имав ситуација зимоска, водата во Цапари беше 2 степени, ама тоа беше за мене досега најладна вода, тоа е битолско
на кај Битола од Пелистеров, таа вода што идет, и јас стигнав до стадиум кој излегов надвор, значи јас влегувам во некоја екстремност и кај што јас ја соочувам смртта. И влегвам во нешто што ама јас влегвам зашто можам да се вратам. А ти ако не си способен да влезеш, не влегви кај што не те бере. Ти си имаш лимит. Значи, во сите негови книги, секаде пишет 2 минути се ти се доволни, ти се да завршиш со процеси во телово. Се што е плюс е за твоја лична сатисфакција и реализација. А не го пише тоа како правило. И секакви луѓе имаат Што 11 минути неделно треба, така нешто? Да. Акумулирај како сакаш. Апсолутно. И мислиш има поединци што едноставно на своја рака забегале и сега имаш нестрекни случаеви и сега Вимков е крив. Да, Сега еден сат и у лед седи јеби га. Ма тоа е common sense, а не може за такви ствари да им се фаќаме на луѓе. Така е. Ти и од маратон можеш да умреш ако у живот не си трчала. Да, буквално. Мислам тоа. Да, баш Ова се прават собраќајки. Тие се онакви неосновани хейтови некако без јас вез. секогаш викам, тој што е дојден да види, ќе види. Тој што е дојден да оскрена вид, ќе оскрена вид. така е. И ево на овој голем ден денеска го распнале Исус. И јас во тие моменти кога имав пориви, си викав дали вреди тоа јас да го правам воопшто во оваа држава, ако можете јас ова да го работам секаде во цел свет и мене како божица да ме перцепират и да немам некој што ќе буквално ми Хейтат. буквално